Добар ден, Ладневни вести на Канал Плюс. Еве дел од содржините. Општина Кочани објави оглас за продажба на државно градежно земјиште. На продажба се 27 парцели за куќи, викендици и стопански објекти. Со 2 нови вработувања и едно во најава, здравствениот дом во Пехчево го подига квалитетот на услугите, посебно во итните интервенции и во руралните средини. Стадионот за мали спортови Джексон во Штип ќе биде даден на користење на фудбалскиот клуб Мал Ајакс, но и понатаму останува отворен за турнири, манифестации и рекреативни спортувања. Министерството за здравство во обид да го реши проблемот со недостиг на специјалисти, ќе започне современо упатување на специјалисти од една во друга јавна здравствена установа. Проектот Наш специјалист треба да резултира со надминување на недостигот со одредени специјалисти во делови од државата. Проектот Мој специјалист на Министерството за здравство ќе се спроведува со цел времено решавање на недостигот на специјалисти во болниците низ Македонија. Истиот предвидува лекари од скопските клиники еднаш неделно да лекуваат во други градови. Од оваа сабота е предвидено ортопед и невролог да прегледуваат пациенти во здравствената установа во Бирово, а во Валандово ќе се вршат невролошки прегледи. До сега за овие специјалности од овие општини најчесто пациентите биле праќани во Штипската клиничка болница. Според министерот за здравство Никола Тодоров, на овој начин ќе се намали времето на чекање во овие здравствени установи, а ќе се зголеми квалитетот на здравствената услуга. Здравствениот дом во Пехчево со 2 нови вработувања ќе ја подобри работата на итната медицинска помош, а новиот кадар ќе помогне во проектот Рурален доктор. Со зголемувањето на бројноста на стручниот тим се создаваат услови за специјализација на лекари од Пехчевскиот здравствен дом. Стручниот кадар во здравствениот дом во Пехчево се проширува. 2 нови вработувања ќе го надополнат недостатокот што оваа здравствена установа го имаше во итната медицинска служба. Со новите вработувања ќе се формираат 5 тима, а еден од тимовите по распоред ќе функционира и како рурален доктор, со што руралните средини во Пехчево ќе добијат стручно медицинско лице. Сега со примањето на 2 доктори што ни заврши конкурсот, че имаме 5 тима во итната медицинска помош, ќе имаме тим рурален доктор, посебно кој ќе си води евиденција за посета на пунктовите, евиденција за прегледи, за извештаи и доставување, така ќе сме малку поорганизирани и ќе бидат надминати проблемите што ги имавме до сега. 2 нови вработувања? Да, 2 нови вработувања, а имаме согласност уште за едно ново вработување со таа цел што ќе може да испратиме на специјализација потребна за условите во здравствениот дом. Ние имавме распишено конкурс за 20 доктори, 20 кандидати имавме, така да и двете се докторки примени и сега доаѓаат тука малку да се обучат. Новите вработувања отвараат и можност за испраќање на нова специјализација по интерна медицина, што исто така беше недостаток во здравствениот дом во Пехчево. Здравствениот дом има потреба и имаме одобрени специјализации, имаме интерна одобрено, детска и превентивна стоматологија одобрено, уште во 2012 година, само тие не се остварени поради немање на кадар кој да се испрати, али сега пак ќе нагласам со примањето на новите доктори во итната медицинска помош се ствараат услови, значи еден доктор да замине на специјализација по интерна медицина. Инаку услугите од интернист пациентите од Пехчево ги добиваат од специјалист по интерна медицина, кој еднаш неделно доаѓа од клиничкиот центар од Штип.
Општина Кочани објави нов оглас за продажба на државно градежно земјиште, втор за оваа година. На продажба се 27 парцели за куќи, викендици и стопански објекти. Пријавувањето за лицитација трае до 20 април за куќи и викендици и до крајот на месецот за малостопанските објекти. Нов оглас за државно земјиште објави општина Кочани. Ово е втор годинава. Со огласот за продажба се нудат вкупно 27 парцели за изградба на куќи, викендички и малостопански објекти. 17 од нив се за индивидуално домување, распоредени на неколку локации во Кочани. 2 плаца се за викенд на Осогово, а 8 парцели за објекти од мало стопанство. Во овој оглас се нудат релативно помали парцели за изградба на куќи кои се движат од 140 до 512 метри квадратни. Почетната цена за сите парцели за индивидуално домување и за викенд куќите е 61 денар од метар квадратен, освен за двете парцели во Прокарка, каде изнесува 583 денари за квадрат. 6 парцели за лесна индустрија и мало стопанство се во месната Драчевик и се со површина од 621 до 1538 метри квадратни. За учество на лицитација за купување плат за изградба на куќи и викендички, пријавувањето ќе трае до 20, додека за плацевите за малостопански објекти е до 30 април. А надавањето за парцелите за индивидуално домување ќе се одржи на 24, 27 и 28 април, додека за парцелите за малостопанството е на 4 мај. Клуб за лекувани зависници од алкохол во Штип планира да отвори Здруженијето Здрав живот од Скопје. Штипскиот клуб ќе биде седми после клубовите во Скопје, Велес и Кочани. Ова не е прв обид за отворање ваков клуб во Штип, кој ќе биде лоциран во Ново село. Клубот ќе работи според светските признати терапевтски методи. Ќе се отвори клуб на лекувани алкохоличари во Штип. Невладината организација Здрав живот од Скопје долги години помага на абстинентите од алкохол. Сакаме повисокото ниво да го постигнеме, а тоа е да отвориме во Штип центар за рехабилитација и ресоциализација на активните алкохоличари кои се уште пијат, да ги истретираме тука во тој центар, каде што ќе спроведеме програма со работна терапија. Не да лежат они буквално у тој центар, него да работат кој на нива, кој у работилница, тоа се ќе биде опременето, ќе биде потеркот на клиниката Бети Форд во Америка. Работата на клубот, лоциран во Штипско Ново село, ќе се одвива 2 до 3 пати неделно и ќе биде водена од едуцирани членови на невладината Здрав живот. Едукацијата ќе се извршува врз основа на метод заснуван на работата за ресоциализација на абстинентот заедно со целото негово семејство. Имаме своја програма која што ќе ја спроведеме со работа, ќе постои можност да некој од тие алкохоличари што ќе бидат на третман, доколку покаже тие резултати што ние ги очекуваме од нив, а тоа е да станат со себе нова личност, да вработиме. Ќе имаме таква можност. Дискрецијата е загарантирана, а основна цел на посетата на клубот ќе биде алкохоличарот да успее да ја воспостави својата трезвеност. Инаку, одделението за психијатрија од клиничката болница Штип е во тесна соработка со оваа невладина организација. Вакви клубови за алкохоличари кои веќе успешно функционираат има отворено во Скопје, Велес и Кочани. Различни плати за исто работно место е најголем проблем во културната дејност изминативе години, што според синдикатот е недозволиво. Во план е подготовка на нов колективен договор на национално ниво, кој ќе ги уреди правата и обврските на вработените во оваа област. Наскоро ќе се изготви каталог на работните места во културните институции. Министерството за култура и Синдикатот за образование, наука и култура со заеднички предлог колективен договор, кој опфаќа околу 3300 вработени во секторот на културата на национално ниво. Крајот на мај е предвидениот рок за завршување на јавната расправа. За квалитетно изготвен договор формирани се посебни работни групи за сите дејности на културата. Проблемите се веќе лоцирани, се бара адекватна методологија за тие да се решат. Важно е вработените да не бидат оштетени. Според измените на Законот за култура, дефинирани се 3 категории работни места,
административен и стручен, уметнички и технолошко помошен. А договорот треба да биде усогласен и со новите измени на законите за јавна администрација и за вработени во јавниот сектор. Стадионот за мали спортови Джексон во Штип ќе биде даден на користење на фудбалскиот клуб Мал Ајакс од Штип бесплатно и во времетраење од 5 години. Вака денес одлучи Комисијата за спорт при Советот на општина Штип. Денес се одржа 15-тата седница на Комисијата за спорт во општина Штип. Во првата точка од дневниот ред беше донесена предлог одлуката на фудбалерскиот клуб Мал Ајакс од Штип за уредување и користење на стадионот Джексон. Стадионот за мали спортови Джексон во период од 5 години ќе се користи без надомест од страна на Мал Ајакс. Фудбалскиот клуб има обврска да изврши обложување на целиот терен, да постави заштитна ограда која ќе биде уредена и ќе има простор за реклами. Стадионот спортскиот клуб ќе го користи за тренинзи на младинската школа. Футсал клубот Мал Ајакс, еве денеска го земевме на 5 години Джексон под наше користење, така што ќе дојде до големо уредување на Джексон, ќе го постелеме со вештачка трава, за да ги имаме сите услови за работа и за тренинзи. Значи ќе се зголеми поголем тренажниот процес, со тоа што и нашите деца кои што се на возраст од 2000 година па нагоре, ќе обезбедиме сите услови за добра работа, да можеме што повише тренинзи да имаме и што подобри фудбалери да вадеме. Затоа што во овој момент да ви кажам дека пред една недела склучивме договор со фудбалскиот клуб Вардар за деловна техничка соработка, додавање опрема, програми за работа за тие деца, како прво, ако можеме да извадиме добри таленти како фудбалери за голем фудбал, кој во голем фудбал, кој во мал фудбал. Знаеме дека футсалот припаѓа на една федерација. Мислиме дека правиме нешто добро и за футсалот и за фудбалот чисто и во Штип и на Македонија. Па така со овој договор мислам ќе обезбедиме сите услови Мал Ајакс да биде како права екипа. Со ова младинската школа ќе има подобри услови за припрема и организирање на турнири. Инаку фудбалскиот клуб Мал Ајакс има обврска да го отстапува стадионот бесплатно за манифестации организирани од општина Штип. Ова е се во овие вести, повеќе содржини подготвуваме за дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден со програмата на Канал Плюс.